Исто така со земање на одредена терапија може да се подобри бројот и концентрацијата и подвижноста на сперматозоидите со суплементи, нели? Меѓутоа со суплементи не можеме да подобриме морфологијата и изгледот на сперматозоидите. Туку само не може да се подобри квалитетот во која бројот и подвижност. Само бројот и подвижноста. Кога е доста вискозна семениот материјал, тоа значи дека простатата не лачи доволно тој ПСА, ензим кој што го разредува ејакулатот. Исто ПСА-то се гледа кога е во голема количина кај хиперплазии, кај аденокарциноми или на простатата. Значи тоа е како тумор маркер тука се користи, но фактички ПСА-то има своја функција, тој ензим кој што ја разредува го разредува ејакулатот, семениот материјал. Тогаш спермата е погуста. Погуста е спермата, да. И овој подкаст го посветуваме на нивното височество сперматозиди, едноглави, двоглави, сопавчи или без. Сето тоа може да се детектира во лабораторијата на шарманната раководителка на како рековме, инвитро лабораторија во Нјуборн клиника, вашето место каде што буквално сте доктор Батазар. Добре дојдовте повторно мимоза во подкастот за кој што ќе посветиме на темата спермограм. Тоа е момент кога треба да се донесе количина на исфрлен ејакулат или сперматозоиди за да може да се види во каква кондиција се. Да, ви благодарам за убавата најава. Чест ми е да бидам покрај вас како едни прекрасни дами и професионалци во својата област. Професионалец е докторката, јас така малку аматерски се снаоѓам. Професионална во своја дел. Јас сум фактички пациентот. Јас сум улога на пациентот, тој ме треба да прашува тоа што го интересира. И ние да се објасниме на неукиот народ кој овие теми на наједноставен начин. Да. Најстрашниот дел од нашата работа е оставање на материјал. Тоа е најстрашниот дел, барем ние така чувствуваме дека пациентите тоа го чувствуваат како една доста стресна задача која треба да ја направат. Меѓутоа анализа која што е многу корисна и која што ни дава многу информации за машкото репродуктивно здравје и за способноста, односно за нивната плодност, за способноста да го направат оплодувањето кај партнерката. Колку време тој материјал треба да остане во патот од исфрлањето до прием во лабораторијата? Ние препорачуваме пациентите да оставаат материјал во нашата клиника, меѓутоа доколку не се во можност, може да го донесат од 15 до 20 на минути во нашата клиника материјалот во стерилна чашка, каде што понатаму ние ќе го превземеме и ќе го обработиме, односно ќе изработиме спермограм. Значи не повеќе од 15 минути. Да. Тоа треба се некаде во близина на клиниката. Да, во близина на клиниката, доколку живеат во близина, би можело да го направат тоа, секако да го носат во топло. Доколку е нели ладно надвор, сепак да го стават до себе, под пазови, каде што би се одржувала топлината на телото, затоа што тоа е битно за да се одреди подвижноста на сперматозоидите. Ето, кога го поминавме овој најтешкиот дел, што понатаму? Спермограмот е анализа со која што се одредуваат неколку параметри. Прво би ги разгледале физичките особини на ејакулатот, значи изгледот, бојата, потоа вискозноста и густината и волуменот на семената течност. Тука пред се гледаме бојата, значи доколку има некаква промена во бојата, тоа не е знак исто така дека нешто не е во ред. Која боја е звоно за тревога? Црвена. Црвена. Да. Доколку ејакулатот би требало да има опалесцентна бела до светло жолтеникава боја, доколку ејакулатот има друга боја, односно црвена, тоа би значило дека има крв во ејакулатот, односно би дале дијагноза хематоспермија. Тука може тоа веќе да биде проблем, алармантно, да, може да има некаква повреда, инфекција и слично што довело до таа појава и треба да се реагира на време. Ако е во прашање инфекција, нека каква боја? За инфекција би можело да има жолтеникава боја, појака жолта боја, да, или веќе кафеавкаста боја. Доколку прима некакви лекарства, може и зеленикава боја да има. Така, не, и за инфекција, доколку има повеќе од 1 милион на леукоцити во милилитар на
во семениот материјал што се испитува, исто така укажува дека има тоа некои не се гледа инфекции. со голо око. Се гледа промената на бојата, но не аха. се гледа бројот на леукоцити. Да. Да, ама може да продолжи нели да каже за нели нормалните параметри и кои се отстапување од нормалните параметри. Да, во однос на бојата би биле тие, во однос на волуменот на ејакулатот би требало да биде од 1,4 до 5 мл, доколку е помалку од 1,4, во тој случај добиваме хипоспермија, каде што имаме намален волумен на ејакулат. Во тој случај би можело да биде причина простатата или намален влез на течности, доколку е волуменот над 5 мл, исто така би можело да биде предизвикано од простатата или можеби некои Други хронични болести, може да. дури и дијабетот да има улога. Да. Значи, во фактички спермата е детектор на други. Точно Да. така, спермограмот ни Може покажува да биде дали показател и за други заболувања, за општата инфекции. состојба нели Да. на телото. И затоа е добро да се прави спермограм барем еднаш годишно како женички Токму папа така. Николај тест. како Токму така, е превенција добро на да го одредени- прават тоа. Спермограмот е доста корисна анализа за целокупната плодност Машко и здравјето здравје. на еден маж. И затоа ние советуваме да се прави дури доколку мажите немаат партнерка, значи доколку не планираат семејство, сепак за себе да се направат нели еден спермограм каде што ќе видат каква е нивната состојба. Други параметри може да биде да се разгледа нели и густината, односно вискозитетот на ејакулатот, доколку е премногу густо. А во тој случај сперматозоидите немаат каде слободно да пливаат, сепак треба да биде оптимална Оттечно. вискозноста, да. Ние потоа го проверуваме нели вискозитетот, доколку е во ред преминуваме кон одредување на бројот на сперматозоиди, концентрацијата Кога на е сперматозоиди. кога е доста вискозна семениот материјал, тоа значи дека простатата не лачи доволно тој ПСА Да. ензим кој што го разредува ејакулатот. Исто ПСА-то се гледа кога е во голема количина кај хиперплазии, кај аденокарциноми нели на простатата. Значи тој е како тумор маркер тука се користи, но фактички ПСА-то има своја функција, тој е ензим кој што ја разредува го разредува Значи, ејакулатот, семениот материјал. Тогаш спермата е погуста. Погуста е спермата, да. Да. Ние секако спермограмот го користиме првично за одредување на плодност, меѓутоа докторите може да го користат и за разгледување на други заболувања како параметар, еве како што кажавте вие докторке за карцином. Ајде спомнавме вискозност боја, мирис, дали мирисот некаш може да детектира нека промена или нека инфекција или Па болест, патологија? ние за мирисот не го испитуваме лабораториски, Тој меѓутоа има јак мирис. да, има специфичен Носат мирис. маски. Да, како сепак- како што би рекла како на во базен мирис. Да. На хлор. На хлор. На хлор. Да, меѓутоа сепак доколку се внесе од некој тип на храна, може да дојде до промена и на мирисот. Да. И на лекови, да. Толку Да. чувствителни, да. И на други и на лекови И на да може лекови, да да. промена на Да. мирисот да Да. дојде. Исто како и урината има, доколку се внесуваат нели антибиотици, лекови, го знаеме тој Да, специфичен. значи не се паничат кога Да. конзумираат апчиња или... Да. Да. Добра. Како што реков, понатаму преминуваме кон одредување Микроскопските на одредувања. микроскопски на концентрацијата Параметри. на сперматозоидите, на нивната подвижност и на морфологијата, односно нивниот изглед. Тие не се, како да кажам, главни параметри кои што ги гледаме кај еден спермограм, затоа што ние сме специализирани за плодност. Значи Така е. бројката е ми продолжи колку Да. е број нормалниот број. Спермограмот го работиме според референтните вредности од Светска здравствена организација, така да концентрацијата на сперматозоиди би требало да биде над 16 милиони на милилитар, доколку е под 16 милиони на 15. милилитар, 15. Многу сте строги. Во тој случај имаме олигозооспермија, Или намален број. олиго. намален број, да. Доколку подвижноста би требало да биде на сперматозоидите над 42%, доколку под овој процент добиваме астенозооспермија. Или поспори, Успорени. да. Успорени сперматозоиди. Да, Да. Мрзливи. Мрзливи. Да. И за морфологијата, односно нормалниот изглед, би требало да биде 4 или над 4%. По Кругеровите критериуми Да. строги, да. Строги Кругерови критериуми. За да добиеме нели нормозооспермија, би требало да бидат 4 или над 4
проценти, во спротивно добиваме тератозооспермија како диагноза. А тоа е? Пореметен изглед. Да. Терато е пореметен изглед. Значи во сите тие карикирам да има и 20 милиони сперматозоиди, треба 4% да бидат со нормална морфологија, односно нормален изглед. Тоа е многу мал процент. А сепак фактички тоа што кажа во претходната емисија Мими дека заради создавањето на многу голем број на сперматозоиди во еден ден и многу брзата онаа делба, митоза 1-2 па мејоза нели мејоза 1-2 тие процеси може да настанат и многу патолошки форми. И тоа е нормално. Значи само 4% или 5% патолошка форма со нормална форма со нормален број на сперматозоиди е доволно за да се оплоди, а не обратно, значи не е 95%, да, туку дека многу мала нормална морфологија, нормален изглед, тоа е нормална глава, нормален врат, нормално опавче, да. На различни делови се анализираат со многу големо зголемување, значи со микроскоп, со големо зголемување, морфологијата, ја затоа секогаш кажувам на моите пациенти да прават спермограми во инвитро, каде што има инвитро оплодување, во такви центри, заради тоа што таму имаат специјални микроскопи и ќе добијат најверодостоен резултат и анализа, а не со обични микроскопи, така да. Многу често пациентите не обрнуваат доволно внимание на нормалната морфологија. Да. Иако тоа е многу низок процент, и одредени лаборатории не обрнуваат внимание на морфологија. Ние ги делиме сега како промените, доколку има промени на главата, на вратниот дел или на опашката. Меѓутоа, доколку имаме ние тератозооспермија, односно намален процент на нормални сперматозоиди со нормална форма, во тој случај сперматозоидите не можат правилно да пливаат и да стигнат до јајната клетка. Значи, доколку имате сперматозоид кој што има промени на вратот или кој што има мала опашка, две опашки, значи во тој случај тој не може правилно да се движи и да стигне до јајната клетка. А и јајна клетка нема да го прими така. Нема да го прими дефинитивно јајна клетка така. Така и со главата, најмногу некои имаат проблеми со главата. Сепак главата е, нели, питниот дел на сперматозоидот, тука се наоѓа акрозомот, доколку има некоја промена на главата, акрозомот не е во функција. Тука е јадрото, ДНК, молекулата која што носи глобозооспермија, нели, кога нема акрозом и кога е округла само главата на главата би требало да биде нели малку овална, да, како копје. Сперматозидот е како копјенце. Како топче, во тој случај нема акрозом, не може да се воспостави оплодување. Ама тогаш се користат методите на инвитро икси. Тогаш исто тој сперматозоид кога ќе се внесе, исто така има потенцијал за здрава ДНК, нели оние што се без акрозомна реакција, акрозом нели на врвот од главата или глобозооспермијата, сепак може да носат здрав генетски материјал. Механички да се донесе. Да, механички, значи ембриологот Мими го зема сперматозидот и го става директно во јајната клетка. Ете и виновникот за после кога ќе дојдат кај вас докторке. Ете така, да, значи така да тие кога имаме најчеста причина индикација за инвитро е тератозооспермија. Не толку многу бројот и подвижноста, пошто и кај намалениот барем до одредени до 4 или 5 милиони на милилитар во концентрација, не збориме за вкупен број, и со намалена подвижност можеме да очекуваме успех и од инсеминација, затоа што со одредени методи, како што е градиент метода, ние таа ја користиме, во другите се користи свимап методата, ама ние најчесто градиент ја користиме методата, се издвојуваат најдобрите сперматозоиди и најбрзите сперматозоиди и со тој милион може ние да очекуваме успех и од инсеминација. Тоа е по природен начин на оплодување. Но кога имаме намалување на нормалната морфологија под 4%, најчесто тие пациенти се завршуваат со инвитро, односно икси постапка, кога ембриологот под микроскоп директно го зема сперматозидот и нормално со тоа е со пипети со микроскопски со микроманипулатор и директно го става во самата јајна клетка. Значи најминимални услови дават оптимални резултати. Така. Да. Исто така со земање на одредена терапија може да се подобри бројот и концентрацијата и подвижноста на сперматозоидите со суплементи, нели? Меѓутоа со суплементи не можеме да подобриме морфологијата и изгледот на сперматозоидите.
туку само не може да се подобри квалитетот во која бројот и подвижност. Само бројот, и подвижноста. Суплементи, витамини не поставаме, меѓутоа секако со консултација со уролог, со секако андролог, како што беше доктор Марија. Да, и со гинеколог, нели, нормално и ние помагаме, но сепак најголемата улога во терапијата го има андрологот или урологот во консултација со нив. Затоа што целосно сепак, нели, пак ќе повториме, спермограмот е одраз дека нешто се случува, можеби не само на ниво на тестис, туку и на ниво на организам. Ендокринологот најчесто тоа се хормонски дисрупции и ендокринологот ќе види дали каде има ендокринолог, андролог ќе види каде има промени такви, ќе даде одредена терапија, дури можеби и хормонска терапија. Многу често и ние гинеколозите што се бавиме со оваа област, со репродуктивна медицина, што сме токму специјалисти во областа на биотехнологија во хуманата репродукција, ние, например, исто така знаеме да дадеме одредена хормонска терапија или комбинирана со витамина терапија, каде што би дошло до подобрување на бројот подвижноста минимално на морфологијата. Сега за морфологијата најчесто тука во таа тератозооспермија, кај што имаме пореметена морфологија, најголем докажан причинител е варикоцела, односно проширена вена, тестикуларна или сперматична вена, кој што со своето проширување зголемува температурата во тестисот, тоест зголемената температура е причина за тератозооспермија. Што кажавме дека топината не е. Тука е професионално многу ова диагноза. Не е диагноза, ама ова пореметување во спермограмот е доста врзано покрај оваа патолошка состојба, нели, проширување на вени, бициклисти, поради седалото, професионални шофери кои што долго време седат и оние што се изложени на работа во многу топли услови или до печка како кувари, нели, каде што на тоа ниво или по најново станува веќе IT болест. Компјутерите ги ставаат на скут затоа што работат или седат со сати, по 12 сати не станува, не мрда од место или оди само до WC и назад, и сето тоа доведува најчесто до оваа диагноза, до тератозооспермија. А повремено треба да си ги оладите тестисите, народски кажано. Токму така. Со сеглавите заедно. Дали имаме уште нешто да додадеме за спермограмот или може би некој ако сака да направи спермограм соло, без партнерка, сака се провери дали може да дое кај вас и да закаже. Апсолутно, да. Слободно и така си закажува. Најдобро е 2 до 3 дена да има абстиненција, значи пред да направи спермограм за да видиме реално, за да има време, она што го објасни Мими во претходната емисија, да има време да созреат сперматозоидите, да видиме нели каков е реално бројот, подвижноста, морфологијата. Тоа е базично испитување, а понатака, но обично тоа го оставаме за паровите кои што се соочуваат со инфертилитет, кои што се соочуваат со неуспешни третмани на инфертилитет како инсеминација или инвитро постапки и подеталните испитувања како ДНК фрагментација, испитување на оксидативен стрес, генетски испитувања, значи тоа се подеталните испитувања при нели евалуација на машката плодност. Да, но секако пушаме од базичното, нели спермограмот е показател за понатаму докаде ќе се тера. Имаме уште нешто да Тоа е тоа. Спермограмот е првиот чекор кој што го прават пациентите доколку не можат да постигнат бременост. Според нас е доста лесно да се изработи во тест и да се остави материјал, меѓутоа кај пациентите предизвикува доста голем стрес, особено и доколку резултатот не е нели во најдобрите граници, доколку има некој нели намалување во концентрацијата или како што рековме во морфологијата. Понатаму може да се препрати пациентот за да направи инсеминација или пак инвитро оплодување, зависно од бројот, од концентрацијата, зависно од морфологијата. Сепак има решение за да нели се постигне бременост. Многу често се упатуваат пациентите да внимаваат на својот животен стил, да внимаваат на исхраната, да внимаваат нели што конзумираат, без цигари, без многу кафење и алкохол, кофеинот повеќе од 2 кафења лошо делува на спермогенезата, цигарите апсолутно. Дури на ритамот нели на спиење. Така да има пациенти кои што го применуваат тоа и добиваат подобри резултати понатаму и постигнуваат нели природна бременност. Меѓутоа не може тоа да биде кај случај кај сите. Значи повторно одговорност и дисциплина.
Пак повторно сумерната, заклучок, она што можат гледачите покрај тоа што ќе се информираат многу за што е спермограм, што испитува, како може да го подобрат спермограмот со подобрување на животните, односно хигиено-диететските навики. Тоест исхрана, сон, отсуство на стрес или намалување на стрес, неконзумирање на алкохол, на цигари, заради тоа што живееме во загаден град, повеќе време, барем во текот на викендот во природа, каде што нема толку големо загадување, да не се конзумира премногу кафење и алкохол, нели, и цигари, тоа го споменав, да не седат, ако имаат седачка работа, туку почесто да стануваат, да се движат, најубав спорт за подобрување на сперматогенезата и на спермограмот е пешачењето. Джони Вокер. Да. Точно така. Ние сега кога стоиме на располагање тука, доколку нели е потребно да се употреби некоја техниките на инвитро оплодување, односно ICSI. И за консултација како да се помогне на пациентите кои што се соочуваат со ваков проблем. Меѓутоа сепак не би требало нели да спијат на тоа во пациентите дека доколку јас немам добар спермограм, ќе направиме не инвитро и ќе завршиме тука. Сепак инвитрото е стрес и за партнерката. Сепак таа ќе прима нели хормонска терапија, ќе подлежи на анестезија, на пункција, не би било тоа лесно за неа, затоа треба да се потрудат максимално да го подобрат спермограмот пред да се одлучат на инвитро оплодување. Тоа е еден начин на почит према својата партнерка, кога се грижат за сопственото здравје. Добро, ако е тоа, тогаш драги мажи, освен тоа што треба нели да правите барем еднаш годишно спермограм, земете си ги вашите инспирации со вас, за да не ви биде отежнат процесот на давање материјал во Newborn клиниката, за да нешто да ви бидат појасни и меѓувреме ладете си ги тестисите. Ви благодариме, ве повикуваме да не следите. Исто така ве повикуваме доколку имате прашање во однос на ова тема, поставете ни прашање во коментар или директно во порака на профилите на подкастот Во добро здравје. Тоа ќе ги имате и на самата на самото видео ќе бидат изложени како може да бидеме достапни до вас. Тоа е преку YouTube каналот. Најдобро да не следите на тој канал, а исто така ќе бидете информирани за секоја наредна нова емисија на каналите, односно на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook. Следете не секаде и ќе бидете информирани за своето здравје и ќе бидете во добро здравје.